Загадениот воздух за граѓаните е сериозен проблем. За властите не решива главоболка, а за 6 студенти од Машинскиот факултет инспирација. Работејќи на проект на електричен велосипед, одлучиле да инкорпорираат систем кој со самото движење го чисти воздухот од штетните и канцерогени PM честички. По месеци напорен труд, 50 на нацрти и дизајни, подеми и падови. Резултатот е Get велосипедот со кој тие дојдоа пред камерата на Топ тема на ваша страна. Сметаат дека нивниот прототип е чекор кон решавање на проблемот со загадениот воздух во поголемите градови во Македонија. Се запрашуваме дали може да направиме нешто што покрај тоа што нема да емитираме загадување во самата околина, дали може истото и да го намалуваме. Со развивање на некои идеи стигнавме до ова идеја како едно совршено решение според нас за инсталирање филтри што на самите велосипеди, што со самото движење ќе прочистуваат воздухот. Филтрите кои го чистат воздухот се поставени на тркалото од овој велосипед. Го чистат воздухот преку ротација која ги задржува штетните честички во филтрите. Тие се лесни за одржување и заменување. Младите иноватори пресметале дека на 1 километар тие чистат 9 кубни метри загаден воздух. Во самите филтри е вграден мер филтер материјал кој е водоотпорен, односно може истиот да се испере и повторно да се користи без при тоа и да се вади од самата рамка, меѓутоа конструкцијата е направена доста полезна, да биде доста едноставна за користење, при тоа да биде издржлива и ефикасна. Исто така и филтрите се направени да бидат доста лесни за монтажа. Имавме многу концепти и овој го избравме како најдобар. Процесот на изработка на овој велосипед не бил нималку лесен. 1,5 година студентите под менторство на нивниот професор Иле Мирчевски работеле на дизајнот и на компонирањето на деловите во еден систем, а деловите најчесто морале да ги набавуваат од странство. Потребно ни беше доста време, скоро 1,5 година, од замислата на првобитната идеја до изработка на документација за правење на прототипот, собирање на компонентите сите за составување на прототипот. Доста време ни беше потребно за да направиме еден ваков. Да стасаме до оваа фаза на прототип. Помалцето делови се достапни во Македонија, поголемиот дел треба да ги порачуваме од странство, од преку интернет, од eBay, од AliExpress, се снајдуваме, но тие делови што ги има ги користиме, тие што ги нема мораме да ги порачуваме од интернет, а повеќето ги нема. Така стигнале и до финалната замисла. Проект кој ќе биде паралелен систем за еколошки јавен транспорт, налик на неколку европски метрополи. Нивната замисла е низ градовите да бидат поставени станици на кои ќе може да се превземат велосипедите и потоа да се остават за да се наполнат батериите. Get велосипедот всушност представува проект градски екотранспорт, односно јавен транспортен систем каде што секој граѓанин, секој корисник, па и секој турист може да изнајмува велосипед, да го користи по своите потреби, потоа да го заклучи самиот велосипед и да го користи како замена, односно алтернатива за било кое друго транспортно средство. Прототипот велат дека ги изненадил нивните колеги на Машинскиот факултет, од кои добиле само позитивни критики и безрезервна поддршка. Тие пак се изненадени од позитивните реакции на јавноста и поддршката која ја добиваат. Сепак, потребно е повеќе, особено во делот на финансиите и поддршка од бизнис секторот и државата, за изумот на овие 6 млади студенти да стане реалност и систем за транспорт и прочистување на воздухот. За понатаму остануваме резервирани за што би можело да се развива, затоа што доста зависи од поддршката на поголеми компании и заинтересираноста на самите општини. За почеток поддршката што ја добивме за развивање на прототип е многу значајна. Значи без самата таа поддршка која добивме од Фондот за иновации, јас сум убеден дека денес немаше да бидеме стигнати до оваа фаза. За понатаму нормално, бидејќи е градски транспортен систем, јавен транспортен систем во суштина кој би се имплементирал на ниво на градови како што веќе имаме примери во Париз, во Мадрид и така натаму, треба доста се уште треба доста финансии, треба доста поддршка, доста заинтересираност од самото општество најпрвен, затоа што доколку самото општество не е заинтересирано, ниту големите компании кои можат да го реализираат тоа брзо, ниту самите општини би појавили интерес за имплементација на еден ваков систем. Многу зависи од самиот обем на производство, самата потрошувачка, доколку се произведуваат велосипеди серијски за градски системи, тоа би одело доста брзо, а доколку е поединечно производство каде што не се произведуваат голем број на велосипеди, тоа би одело значително поспоро, меѓутоа не би требало да биде повеќе, да кажеме, една недела од порачка до продажба на самиот велосипед. Меѓутоа тие тука не застануваат.
Тие сметаат дека Get велосипедот е добра основа, но има уште многу детали и финеси кои сакаат да ги подобрат пред да почне официјалното производство. Се надеваме дека сите ќе си направиме по еден и сите ќе одиме на факултет со велосипедите.